Љубиша, каков е твојот впечаток од ставовите на премиерот Спасовски? Па, нема што да додавам на оно што го кажува Спасовски, навистина е разбирлива тенденцијата на власта што побрзо да се оди на избори, за да се расчисти оваа лимбо ситуација, да кажемо, која што вегетираат важни институции во државата. Оно што е ново што Спасовски го кажа, дека до досна синоќа во партијата расправале за можноста за веројатно постигнување некаков компромис. Според моите информации не дошле до решение се уште, денеска ги продолжуваат разговорите во самата своја партија. Знаете, СДСМ е ставен во една незгодна ситуација да мора да го следи словото на законот и на ист уставот, но едновремено е ставена пред одлука да ги почитува некои демократски принципи на инклузивност на изборниот процес, каде што сите партии би учествувале на тие избори. Особено што сте сега малце подемократизирани, да речем, и очите на Европската заедница се широко насочени кон Македонија како ќе се однесува во вакви кризни ситуации. Мислам дека ќе мора да наоѓа начин да избалансира и верувам дека се работи за неколку дена разлика од 4 дена и дека и на етите на политичките лидери ќе се надминат и дека ние за најдоснеден месец ќе одиме на избори. Сепак, Љубиша, дали не те изненади ставот на председателот на Собранието Талат Џафери, кој што досега онака тој е еден од најтврдоглавите нормативисти. Цаца Николовска тоа го преквалификува, ако добро се сеќавам, утрина вели во максимални нормативисти, понекогаш прекруто и така натаму. Сега наеднаш повеќе нормата не важи, туку тој очекува политички консензус, кој што нигде го нема во ниедни нормативни акти, а ако сме веќе до тоа, политичкиот консензус може би никогаш да не биде постигнат, бидејќи секогаш може да се јави некој со некакви идеи и така натаму. Како го коментираш тој став на Џафери да сега одбива да распише практично датум за избори, без разлика што ќе ги поразговараме и политичките импликации, дали е тоа добро или лошо пак за самата политичка клима во Македонија? Еве ја што мислам за оваа ситуација. Мислам дека нема да претерам ако кажам дека ние во овие месеци живееме во една заробена држава. Не само заради коронавирусот, туку и од политички аспект. И тоа најмногу заради тоа што сме заложници на политичките интриги на две политички партии кои вака функционира во изминатите 10 години во владењето на Никола Груевски, а тоа е ДУИ и ВМРО ДПМНЕ. Значи, во ситуација на развластена власт или на нефункционирање на важните институции во државата, тие на некој начин го искористија тој простор и се покажа дека добро функционираат од председателот на Собранието до ТИК. Во ваква ситуација кај што не функционираат институциите и законот, институтот политички диалог, кој што не е правна норма, не е правен институт, кој дигна на највисоко можно правно или параправно ниво. Затоа Македонија секогаш се соочува со проблемот на правна држава. И изненадува што лидерот на ВМРО ДПМНЕ Мицковски, па и ДУИ, декларативно се залагаат за владење на правото и како најголема мана на оваа власт го посочуваат токму тоа, а од друга страна не се придржуваат до уставот и законите, туку до некаков политички договор кој што може да не функционира, без разлика што може би СДСМ ќе го прифати 12 или 15 јули, но тоа може ПЕСА или било која друга партија да биде незадоволна и повторно тој инклузивен процес да не биде западен. Не знам дали имаше прилика вчера да го одгледаш председателот на ВМРО ДПМНЕ господинот Мицковски во еден многу емотивен настап со една, би се рекло, нескриена фрустрација околу состојбите во целата држава, но и со голема доза на лична омраза кон Заев. Тоа не му е прв пат, но вчера беше некако како во врвот на тој еден емотивен, па дури би рекол и рационален порив што го има кон Заев, како да е прашање на лична пресметка и така целото обраќање беше главно во прво лице, еднина јас, сите одлуки зависат од мене и така натаму. Како ти се чини можноста да се дојде до компромис во однос на тоа што вчера го слушнавме и што може би денеска СДСМ ќе го прокоментира од своја страна?
Прво, наистина е чудно што господинот Мицковски многу долго тактизираше и него саоштуваше својот став кога ВМРО ДПМН би одела на избори, за на крајот да предложи датум кој што е за 4 или 5 дена разлика. Почна од септември, па август, па крајот на јули и на крајот очигледно ќе се доближат до некој до средината на јули. Не знам која беше причината за тоа. Иако јас наоѓам некоја причина, знаете што? Оваа техничка влада која што функционира, тие претворија во концентрациона влада во која што сега сите се власти. И ДУИ и ВМРО ДПМН. Има министер за внатрешни, има министер за финансии, од каде што внатре можат да ја кочат функционирањето на системот, го има Тала Джафери ДУИ и можат буквално да владеат на начин на кој што сакаат да владат. Не се опозиција, надзор од власта, се на некој начин внатре можат, како да кажем сега, им е добро, бидејќи на изборите може да победат, но ќе треба да се соочат со водење на државата, можат и да изгубат и да бидат сосема надзор од власта. И таа е една нелогична ситуација која што оваа техничка влада креирана за формирање избори и го пролонгираат мандатот затоа што сите се и опозиција и власт. Љубише, на крајот да те прашам, може би доаѓаме и до една логична завршница на целата оваа политичка криза, а именно веќе се по-нескриената коалиција помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН. Очигледно е дека тие се како некакви сијамски близнаци, не можат едни без други, па и на овие избори ќе настапат неформално заедно. Не е ли тоа може би и добра работа за државата, ако ништо друго, барем да се види во тоа одмерување на силите, кој како стои и да се одреди како понатаму ќе се оди од тука натаму? Секоја ситуација што еднаш ќе извади политичките платформи на виделина е добра. Од таа мимикрија, како што реков, што трае десетина години, и кокетирање на ДУИ со двете партии треба еднаш да заврши. Расположението кај граѓаните и кај албанците и кај македонците очигледно е при крај од вакви дворски игри. Она што колумнистите, експертите го говорат е дека со вакво однесување на ДУИ веќе му е веројатно време да оди малку и во опозиција, за да може да се преиспита, да се рехабилитира од целиот багаж што го стекна во времето на 10-годишното владење. И на крајот на криштата, она поларизација што во јавноста ВМРО ДПМН пласира како некое националистичко и антиалбанско расположение, да се претвори во јасна позиција за да можат приврзениците на ВМРО ДПМН, а да се малку да знаат каква е позицијата на оваа наводници или патриотска партија, која што ова го кажува само во некој јавен дискурс, но во системот на владење добро функционираат со ДУИ, а тоа се покажи по тоа што воопшто не реагира во однос на предлогот на ДУИ за премиер Албанец.